Очигледно е дека проблемите на фудбалскиот клуб на Вардар се уште не се решаваат со потребната динамика од надлежните институции во нашава држава. Во тој контекст и во контекст на спортскиот дел од Вардаровиот фудбалски погон, денеска во спортскиот центар Јане Сандански со почеток во 5 до 12 една символична најава од раководството на комитите испроведена согласно политиката за информирање на фудбалскиот клуб Вардар, беше одржана пресконференција доста посетена, на која своето видување, своите одговори и сите новитети околу фудбалскиот клуб Вардар беа изнесени од ВД раководството и од спортскиот директориум, односно од стручниот штаб на фудбалскиот погон. При тоа акцентот беше ставен во однос на најголемиот новитет дека за Вардар има конкретна иницијатива, конкретен инвеститор кој се појавува со конкретни бројки кога е во прашање преземањето на акциите од ВД раководството, односно на акциите од комитите, кое сигурно беше најинтересно и она што навистина предизвикува на некој начин брнување на јавноста и ги радува вистинските симпатизери на фудбалскиот клуб Вардар. Во преостанатиот дел од пресконференцијата беа акцептирани барањата поднесени од фудбалскиот клуб до надлежните институции во нашава држава, како што се владата на Република Македонија, управата за јавни приходи и јавното предпријатие за стопанисување со градскиот стадион, односно со фудбалската арена Тодор Проевски, на кој фудбалскиот клуб се уште нема одговор, а кои се директно и најдиректно поврзани со новиот инвеститор, односно со неговите вложувања кои треба да изнесуваат околу 1,5 милиони евра по година и заедно со откупување на наследениот долг од претходното раководство на Вардар во рок од 10 години, колку што се планира склучувањето на нови договор, изнесуваат некаде цифра од 18 милиони евра. Секако интересен податок и преговорите на оваа тема со актуелното ВД раководство се во тек. Тука е тајноста на преговорите, тука е финансиската гаранција од потенцијалните инвеститори и секако етиката да не се изнесуваат деталите во овој временски рок додека траат преговорите. Тема на пресконференцијата беше и актуелната ситуација со единиците на локална самоуправа, односно со 12 скопски општини, каде што дел од нив навистина го испочитува она што го ветија на фудбалскиот клуб Вардар, а за жал поголем дел се уште се на статус кво и се уште ги немаат исполнете своите ветувања. Најболно на оваа тема е град Скопје и одлуката на Советот на град Скопје која датира од 20 јули, многу поодамна, каде што во игра се 15 милиони денари или околу 240-250 евра финансиски средства одобрени со едногласно од советниците на град Скопје, кои се една финансиска инекција за фудбалскиот клуб Вардар, изгласани согласно ребалансот на град Скопје и согласно точката број 5 од таа седмица од 20 јули, но кои се уште од таа временска дистанца од 20 јули до ден денешен, до 29 септември, не се испорачани на Вардарова адреса. Во продолжение видите ги секвенциите, сегментите, изјавите, флешовите од сите учесници на пресконференцијата, секако и новинарските прашања, за да ја доловите актуелниот миг на фудбалскиот клуб Вардар. Прво да ви одговорам за градот Скопје зашто не е спроведена, тоа треба да ги прашаме од градот Скопје надлежните, администрацијата и Советот. Советот односно си ја донесе таа одлука акламативно, без малку акламативно. Така да, по мене и по веројатно, не знам дали постојат некои механизми кои што треба да го принудат Советот, односно градот Скопје да го спроведе она што самиот си го донел како одлука. Иначе што ќе ни се нас такви одлуки кои што значат само тапшање по рамо. Еве овој втор пат како е донесена одлука за помош на фудбалскиот клуб Вардар од 15 милиони денари. А ние немаме пола милион евра стигнато на нашата сметка. Немаме ни денар добиено. Значи, тука се работи за некои други препукувања, политички можеби, кои што немаат врска со фудбалскиот клуб Вардар, меѓутоа, еве, сакаме да им порачаме како ќе го решат овој проблем. Тргнете го фудбалскиот клуб Вардар на страна од вашите меѓусебни препукувања за било што, било какви други проблеми и ќе видите како веднаш решението ќе биде пред вас.
Не го мешате Вардар во вашите политички каши. Остајте не да живееме, бидејќи покажавме дека сме способни и дека можеме да се справиме со вакви сериозни притисоци како што ги носи фудбалскиот клуб Вардар. Секоја институција, секој правно лице, секој физичко лице, преподнесно одредено барање на некоја државна институција, тоа е уредено со закон како се договори. Може негативно, може позитивно, може да му навестате некој влобен контрол. Меѓутоа има рок 30-60 денови да се постапи по исто. Малку тука е симптоматично цело ова не постапува. Ја не би сакал поглавно на него. Значи не се постапува. Това е прецизно. Ако нема двосмислено дека не се постапува. Сега кога сме веќе тука ке овие 15 милиони денари, случајно таа цифра се поклопува со она што ние до сега, откако го преземавме фудбалскиот клуб Вардар, го внесовме директно или индиректно како вредност материјална во фудбалскиот клуб Вардар. Значи зборуваме за 15 милиони денари. А кој сме ние како Комети Запад или како навивачи на Вардар да си дозволиме таква сума која што е еднаква на сума која што градот Скопје како институција која што е задолжена да го помогне фудбалскиот клуб Вардар како негов основач, тие се воздржуваат, а ние чекориме напред. Каде е тука правото? Каде е тука логиката? Тој контекст и колку платници остат. Да. Тука сакаме да ви информираме дека во фудбалскиот клуб Вардар се сервисираат обврските колку што можеме и умееме. И можам да кажам дека месецот август ние имаме заокружена финансиска конструкција, дел од средствата се веќе префрлени до оние кои што се вработени во фудбалскиот клуб Вардар, исклучувајќи на нас како волонтери, бидејќи она што ние го правиме е влог во фудбалскиот клуб Вардар со нашиот труд. И тоа треба да се почитува, бидејќи доколку ние сме спремни за еден клуб кој што има народна и национална вредност, да се вложиме себе си и да работиме бесплатно толку долго време, тогаш ќе ве замолиме сите вие да се одважите и да направите еден храбар чекор. Бидејќи доколку не го направите тој храбар чекор, не сте ни потребни. Зашто функционирате вие? Зашто постоите? Комети функционираат на база на самофинансирање. Значи, на страна овие 15 милиони денари кои што директно или индиректно се вложени во фудбалскиот клуб Вардар како материјални средства или како нематеријални средства, односно бесплатна услуга од нас за ова све што го правиме. И за која што услуга ја даваме на подарок, не бараме ништо за возврат. Значи, нашата љубов кон Вардар е безусловна и тоа подразбира дека она што го правиме, за тоа не бараме ништо за возврат. Единствено нешто што бараме е да не сватат сериозно и конечно да почне да се решава сериозно ситуацијата во фудбалскиот клуб Вардар. Бидејќи ние ова што го правиме сега, не го правиме за времено решение за фудбалскиот клуб Вардар. Оваа иницијатива започна многу одамна. Својот замав го доби уште во месец март. Значи веќе трае повеќе од 6 месеци. Ние ги исцрпивме сите ресурси, све што имаме за да се одржиме со вакво темпо и фудбалскиот клуб Вардар колку толку да постои и да бидеме на некое високо рамниште со сервисирање на сите можни обврски кои што постојат и кои што се испречуваат од фудбалскиот клуб Вардар. И сега дали ние треба нешто да се срамиме во врска со ова? Односно би ги споменал и да ги запрашам каде се? Општината Карпаш, каде што се уште се наоѓа седиштето на фудбалскиот клуб Вардар, од таму немаме никаков фидбек. Не знам што размислуваат. Дали тие мислат дека само наша ексклузивна обврска е ние да се грижиме за фудбалскиот клуб Вардар? Не ли чувствуваат тие некоја општествена одговорност дека ова што го правиме ние е одбрана на нешто што е народно? Треба да ги подсетиме и нив и сите други општини дека мнозинството во нивните општини од населението најава за фудбалскиот клуб Вардар. И ги повикаме сите кои што се уште не се приклучиле, иако е 5 до 12, можеби ќе сакат да се приклучат во минута до 12, во секунда до 12, во последен момент. Значи ние не гледаме на тоа како зло, бидејќи ние не поставуваме никакви ултиматуми. Ние цело време работиме искрено и со искрена енергија ја водиме оваа битка. И веруваме дека е тоа веќе препознаено во јавноста и ако е така, зошто тоа не е препознаено и тие што се најповикани за ова? Бидејќи ние не можеме да донесеме странски инвеститор во фудбалскиот клуб Вардар, па ни домашен, доколку
институциите кои што се надлежни за ова прашање го блокираат фудбалскиот клуб Вардар. Ние не можеме да се справиме со овој проблем што приватни компании се плашат да кажат дека помагаат на фудбалскиот клуб Вардар. Иако таа помош е ситна, не замолува да не пренесуваме никаде за да немаат проблеми. Па види, какви се тие проблеми? Ајде да ги видиме кои се тие што сакаат на тие кои што им помагаат на фудбалскиот клуб Вардар да им направат проблеми. Ајде да молиме, појавете се да ви видиме кои сте вие. Со потенцијалните инвеститори, ја не сакам тука да шириме некоја фама дека е тоа веќе готово завршена работа. Има известни преговори и во оваа фаза додека траат преговорите имаме еден вид на договор за доверливост или confidentiality agreement и договор за ексклузивност во време трајање од известен период. Така да тоа што сметавме дека треба да се каже, го кажавме во ова прашање. Може интересен буџет во тој контекст, значи од прилика рековме 18 милиона вкупно, ако ги поделите на 10 години со влогот, со долгот, наследениот долг кој го наследи актуелното раководство со 18 милиони. Тоа е спремени да го плати долгот. Да. Апсолутно со ветеното намалување на ставката од институциите. Да речеме, не да се плаќа на повеќе 1 милион, карикирам, него да се плати со отпишување на тоа. Исто во УЈП Миле малце као да го прескокна тоа, значи сосема е легитимно да се отпишат известни долгови на име давачки придониси и така натаму и така натаму. Ја не сум толку компетентен до крај, меѓутоа тврдам дека има начин и можност да се помогне легално, законски низ патот на институциите. Оно што сакам да го отворам малку и од спортскиот дел, овде со нас се сигурно и луѓето кои даваат цел себе нели да оди тој спортски погон. Значи се враќа фудбалскиот клуб Вардар во базата во Хиподром. Тоа ќе се регулира и правно и така натаму ни целата таа процедура. Меѓутоа мислам дека и спортскиот директор и шефот Васовски можат малку да објаснат што тоа значи и за првиот тим и за помладите категории. Една подруга релаксирачка атмосфера. Ова група која го раководи клубот, погледайте вие други клубови кои што се со сериозни спонзори или најавени како да кажам спонзори позади клубовите, може да не направи не повеќе од тоа што ти го прават. Јас сум сигурен дека повеќе од 50% клубови во Македонија каснато плати, каснато други исплати, дали на станови или на коли или не знам на обврски према федерација. Миле ви објасни колку работи се покриени. Играчите горе-долу добиват плати, кои што минатата година 9 месеци не ги добиваат. Се плаќаат уште многу други работи, попатни потреби на клубот и на играчите поединечно. И сето тоа, ако некој не знае да го цени и да каже да престане она асоциација, деве довел комити, знаеме комити, вамо таму, што да се спремни за проблеми, за кавги или не знам за вамо за таму. Ево, реално видите дали некој друг ќе се нафати во Македонија да помогне без ништо и да му овозможи на клубот да функционира. Значи, ако ги гледаме сите на тоа, ќе видите дека детали одлучуваат за резултатот. Чи Вардар не бил надиграл 5-0 од никого. Вардар не бил по почетокот на превод растерен од некоја екипа и ќе речеш сега, зошто се брукат, зошто се бламират. Па само погледајте како несреќни некои на преводи се изгубени. Не сум разочаран од моменталната состојба на табела, иако можеше сигурно многу повеќе. Меѓутоа, малку сум разочаран од неактивноста на многу луѓе кои што сигурно дека може да помогнат. Практично не помагат на нас поединечно, помагат на Вардар. И тоа не е некоја милостиња. Јас не сум навлезен во финансиските работи во клубот, нити во преговорите од порано кои што се очекуваат и како обеќања, и како преговори во наредниот период, викаме за општините и за инвеститорот кој што евентуално нов
може да влезе. Али би сакал само од мој аспект да кажам дека ова што го прават тие е за капа вадење и за многу поголем респект и симнување на таа лоша слика што луѓето сакат да направат околу комити кои дали го нападале некој играч, дали направиле проблем на утакмица, дали направиле некоја тепачка последње на терен, значи луѓето настојуваат да ги контролират оние што се на трибини, да не прават недозволени работи, казна колку што знам немало до сега. Значи дали е тоа негативна работа од страната на комити во првенството кон противниците, ево со кои сме играли до сега на превари, опашки не разбирам. Какви опашки? Какви опашки? Ако некој сака да купи карти и купува карти и му дава пари на Вардар, тоа е молење. Не е тоа добро. Не е добро поставено прашањето. Према нас увредливо е така. Не молиме ние дајте ни пари како питачи. Не, другаче ќе ви кажам, се живуваат други на база. Тоа е друго. Значи, од тој момент. Видете вака. Тоа беше идеја. Значи јас сега делумно ви одговорив на прашањето во претходното излагање. Дека ние имаме собрано 8 милиони, да кажам директно или индиректно со компензации или директно со средства купени членски карти, 8.000 билети. Тоа е алтернативен извор на финансирање. Значи, алтернативен извор за нас е помошта од општините и од институциите, затоа што моментално не помагаат. Тоа е алтернативно. До сега немавме помош. Значи, е алтернативно. Алтернативно е изнаоѓање на спонзор, на главен инвеститор. Во спортскиот дел, значи полека ги решаваме сите работи, како што раководството ги решава финансиските, ние така и спортските работи. Од понеделник мислам дека ќе се префрлиме во базата во хиподром каде што ќе тренираме. Ќе имаме свој дом и резултатите мислам дека на подолг период ќе се вратат и ќе се дигнеме од оваа лоша ситуација каде што сме сега на. И законски е мислам. Не е спорно дека се тоа законски исправно, меѓутоа која порака испраќаме? Доколку ние преговараме со инвеститор и имаме склучено на некој начин договор за доверливост и договор за ексклузивитет, и ние која е сериозноста на клубот доколку ги пушти акциите во вредност во слободна продажба? Не е моментот. Меѓутоа стои како опција и благодарам на идејата и што не подсетивте на она што го започнавме што од март. Се осети баштите, тоа што има во вата, па макар да го изпекаат. Ќе добие друг правец, начинот на размислување на финансирањето. Апсолутно сте во право. Апсолутно сте во право, меѓутоа не е моментот. Не е вкусно сега да правиме ние тоа, додека разговараме за Значи, овие две работи, Миле, што ги кажа околу преговорите са меѓународни работи. Не знам да ги повторам како него, значи тајност на преговорите, кажано за да се разбереме и временски рок до кога тоа може да трае. И сигурно има гаранција, значи Вардар нема да оди сега, јас зборам во името на клубот, нема да оди без гаранција од потенцијалните инвеститори. Мислам дека Миле пропушти тоа да го каже. Гаранција, не може без гаранција тој. Така. Дали имаме уште нешто? Јас да ви се за благодарам. Да. Благодариме. Малце може подолго, ама тоа е. Тие двете работи, знаеш кои се важни? Тајностно да преговори директорот. Талела ја обелувала. Не, се радна.